На секое дете му треба семејство, а децата во СОС детското село живеат во надеж дека тоа и ним ќе им се случи. Силвана Ивановска, сега дипломата од кариера, која израснала во СОС детското село, вели дека покрив над глава и образование државата обезбедува, но она што секогаш недостасува е љубов. Во подкастот Зошто разговараме и зошто запреа вработувањата на овие деца и што по нивното полнолетство. Добре дојде, Силвана. Благодарам за поканата, Сања. Децата од СОС детското село и натаму се дел од твојот живот. Кога последен пат се дружевте? Последен пат беше баш викендов, покрај тоа што се дружевме во СОС детското село, кое во секоја слободна прилика го посетувам и одржувам контакти со мајките, не само со дечињата. Бевме на концерт на Меморија. За нив беше преубаво искуство, за некои беше прво искуство да отидат во такава голема концертна сала и особено на концерт каде што е Меморија, знаеме сите кој е во Македонија групата. Беше преубаво, ги пеа хитовите на Меморија, најинтересно им беше песната Нена, која што ја научија сите. Сите знаеа да го пеат рефренот на крајот концертот. Својот успех во животот често велиш дека го должиш на СОС детското село. Зошто? Да, на некој начин вака кога отидов јас во СОС детското село, тоа беше 2003-2004 година. Претходно имам живеено во повеќе згрижувачки институции, како Домот 25 мај, Домот 11 октомври, но во СОС детското село беше поинаку. Пример, моето најмало братче беше прво дете во детското село. Во тоа време немаше закон во Македонија за приватни установи за алтернативна грижа за деца без родители, родителска грижа. И во тоа време, како тогашните лидери наши политички, прашале кој ви е концептот, зошто да има приватна установа, кога објасниле лицата од детско село дека целта е семејството да биде заедно, дека тоа е семеен модел. Тогаш рекле, па ако е семеен модел, има ли браке и сестри ова дете? Има, и нас не однесоа заедно со уште моите двајца помали браќа во СОС детското село. Јас бев во тинејџерските години, како и секој друг тинејџер, имав разни предизвици со кои што се соочував. Тимот на детското село не се откажа од мене, беше секогаш покрај мене, ме охрабрува, ме насочува и затоа велам често дека целиот успех што го имам направено во животот го должам на СОС детско село. Колку деца има сега таму или во колку згрижувачки семејства живеат таму? Да, ја не би можела да кажам конкретна бројка, бидејќи малце да сменет моделот на згрижување, односно законот за социјална заштита. Сега се по 5 дечиња во една куќа во згрижувачки семејства, така наречени згрижувачки семејства. Ако има 10 кои, значи околу 50 во детското село, но тоа не е само во детското село. Има и други програми на СОС детско село кои што се и надвор. Има младински програми каде што живеат средношколци во младински куќи, каде што процесот на осамостојување на младите. Не би можела да кажам конкретна бројка, но можам да ви обезбедам податок понатаму ако... Дали имаш контакт со некој од нив? Дали се соочуваат со некакви проблеми од околината таму кај што живеат? Бидејќи тие не се класично семејство, нели? Дали има дискриминација? Дали има... Или пак има добри искуства? Јас можам да зборувам за моето искуство и јас со што се имам соочувано, нели тоа сепак е индивидуално. Генерално, може би има, не да речам дискриминација, туку како на некој начин, како обележани да се чувствуваат децата, како ја што сум се чувствувала. Пример, јас кога бев дете, живеев во 11 октомври во домот. И кога одевме во училиште, и сите знаат дека децата од домот 11 октомври, значи немаш име и презиме на некој начин од околината, туку се обележан. Тоа не е добро, но така беше. Сега гледам со овој модел на згрижувачи, мислам дека и тоа им е на некој начин и идејата да не бидат до толку обележани децата, да живеат по семејства и сите не се гледам на купче, туку се на различни места. Може би не знам, може би е подобро така. Поприфатени би биле, веројатно се поприфатени од другарчињата и во училиште. Да, и пак сепак е индивидуално. Пример, јас не сум се чувствувала неприфатена,
Секогаш, не знам, сум имала пријатели во основно, што и ден денес комуницирам и од основно и од средно школа, но има деца кои што се поповлечени. Тие потешко стекнуваат пријателства, мислам, не само од детско село или од 11 октомври, генерално. Так. Генерално. Спомена дека си поминала и ни други домови, а претходно си побегнала, нели, од дома и со се што си се соочувала во домот. Колку години имаше кога првпат избега од дома? Да, моите си имаат разведено, како што ми кажуваат, од семејството што ги имам запознаено, тетка ми на татко ми сестра. Кога сум имала 3 години, се развеле мајка ми и татко ми, мајка ми се премажила во едно кратовско село. Таму живеев до 6 години, заедно со мој брат. И то немаше никакви услови, значи бевме тотално изолирани на една планина. Знам дека тргна во првото населено место, ме носеа во школа, кај што немаше ни со кола не можеше да се оди. Планински предел, рурален предел неразвијан. Пендак се викаше селото. Од таму првото населено место беше Страцин, каде што оде во прво оделение, но беше премногу далеко и потоа не сакаа да ме носат во училиште, као сама да одам, знам, беше зима, студ, снег. И јас, не знам, дете бев 6 години. И ситуацијата дома кај што се премажи мајка ми не беше за да живеат деца. Мислам, очувот беше пијаница, алкохоличар и едноставно јас избегав, иако бев многу мала, не знам од каде ми беше храброста и ден денес сум храбра, можам да кажам. Да, избегав, неколку пати ме враќа, јас пак бегав и на крај Центарот за социјални работи ме однесува во Кратово и ме прашаа дали сакаш да одиш кај што ќе имат повеќе деца твоја генерација. Јас ги прашав за училиште дали ќе има, зашто единствено безбедно место кај што јас се чувствував као дете беше училиштето, кога одев на училиште. Кога ми рекоа да ќе има, јас веднаш се радував и така заврши во детскиот дом и 25 мај прво. Во тоа време тоа беше после осамостојување на Република Македонија, значи самата држава се градеше како држава и се градеа и овие институции, немаше место во 11 октомври, а 25 мај беше за попроблематични деца со воспитно-поправни проблеми и деликвенти, и тогаш воспитувачите што беа во 25 мај сите едногласно рекоа детево не е за тука, да се најде место, тоа го памтам, се сеќавам, да се најде место да се премести во 11 октомври, тогаш не постоеше детското село. И по една година јас бев преместена во 11 октомври. Себе си се опишуваш како бунтовник. Колку тоа ти помагаше во животот? Па бунтовник, не знам, може на помлади години сум го кажала, но може да се каже дека сум бунтовник, но не сум без причина, секогаш има повод и причина. Пример, можам да кажам дека не можам да преќутам пред неправда. Дали е за мене, дали е за некој друг, не можам да трпам и да гледам неправда. И да, ако тоа значи дека сум бунтовник, сум бунтовник. Ми помогнало многу, но и ми одмогнало многу во животот. Ти си првото дете практично со детското село, кое дипломирало на факултет и самата велиш во училиште најбезбедно си се чувствувала. Дали после тебе веќе има и други деца од таму што завршија факултет или го продолжиле и натаму образование? Да, од детско село покрај тоа што сум првата што дипломирала и заврши високо образование, сум и првата што воопшто е напуштила грижата од СС детското село. На некој начин го трасирав патот за другите и морав да се покажам како позитивен пример. Колку и да бев јас во тие тинеџерски години, сепак морав да оставам добар впечаток и пред другите деца и пред вработените, затоа што тие гледаа као некој неидол, но пример во мене, као што правам јас, ако се шминкам, ќе се шминкат, ако учам, ќе учат и тие. И гледам затоа и сега ги посетувам, затоа што имам една интересна приказна за себе, доста успешна е, ќе кажам и самата. Зашто е тешко, знаете, не само кај нас секаде во светот, но и на Балканот е многу тешко човек да успее, особено ако сам си го трасира патот. И за вработување, и за домување, и за сите тие животни предизвици, децата многу се радуваат. Викендов баш бевме во една семена куќа кај мајката Моника, кај тетка Моника, јас ја викам,
и со дечињата правевме алки. Ги учевме со дечињата на другарка ми заедно како се прават алки, попишувавме домашна, игравме фудбал и ни сите тие игри на некој начин јас им пренесувам да гледат позитивно, зашто знам мене што ми фалело во тие години, што ме правело среќна, што едноставно ми недостасувало, тие да го имат колку можам сега, нели, колку времето ми дозволува и се, но сакам да се чувствуваат убаво, да се среќни, да се позитивни, да се мотивирани, да гледат напред, дека има излез од се. Колку години имаат тие деца во ова семејство? Па во ова семејство има од 9 години, беше најмалечкото девојче 9 години, тоа се сестрички, едно братче, уште едно девојче, од 9 па нагоре се. Да. Така. До 14. Најголемото е 14. Имаше ли ти свој пример еве во животот, на кого се угледуваш или еве во тие тинејџерски години или не? Пробувам да се сетам, па мене најмногу во тие тинејџерски години ми беа пример што ги гледав таму во 11 октомври додека бев. Тоа беше до 17 години, значи бев во 11 октомври. Многу се дружевме тие што бевме иста генерација, особено што бевме. Пример некој посебен од повозрасните не можам да се сетам да одвојам, но во детското село пример ми беа СОС тетките. Или кој особено најмногу ти помогна? Па те потикнуваше? Сите, не знам со имиња сега да ги набрам, тетка Снеже, тетка Сонја, тетка Моника, тетка Вики што беше директорка во тоа време, да не заборавам некоја, но сите ми беа пример. И најважно е што никогаш не се откажа. Колку јас пример во основно бев одлична, бев првенец на генерација, ми подарува ново средно, тогаш ги имав најголемите предизвици да кажам со самата себе, која требаше да се прифатам која сум и што сум, зошто ова мене ми се случува, сите тие прашања јас ги расчистува во средна школа и на некој начин попушти во образованието, во учењето, не дека попуштив затоа што не можев, немав капацитет, но едноставно имам друго нешто ми ја преокупираше главата. Тогаш тие не се откажа од мене, ми текнува тетка Вики, што тогаш мислам дека беше психолог во детското село. Ме седна еден ден, имав слаби оцени, имав во 3-та година бев средно, имав слаби оцени пред класен испит. Ме седна, ми даде тестови за интелигенција, цел ден ме држеше во канцеларија, не ми дозволи да излезам. Кога ги виде резултатите, рече: дете, ти не само што ќе завршиш сега за една недела ги поправиш сите оцени, вика, ти ќе запишеш и факултет, ќе завршиш и факултет. Ова, вика, што го гледам на тестот и тоа ти во школа што го покажуваш, нема везе едно со друго. Ти си една и од првите која се вработи, и тоа во државна институција, преку акција сега 2015 2013 и 13 година. Дали тоа продолжи? Што се случува со децата кога ќе станат полнолетни? Тогаш беше активна мерка на владата, програма Д10 беше така наречена програма Д10, каде што системски се решаваше проблемот на децата без родители, невработени, кои што излегува од грижата. Предходно, заедно со детското село и неколку невладини организации од Балканот, поддржани од Европската унија, водевме кампања за вработување на ранливи категории, особено на деца без родителска грижа и млади во социјален ризик. Кампањата се викаше "Што сега, што потоа". Мислам година дена, околу 2 години активно говоревме. Јас бев гласноговорник на кампањата. Беше изслушана во тоа време, беше применета, пример понекогаш се решаваше случај по случај. Некој ако најде некој пријател, преку пријател ќе се вработи нека, но тогаш системски се реши проблемот со невработеноста на децата без родители преку донесување на таа програма Д10, која што траеше, не знам точно до која година, каде што преку 130 лица со статус деца без родители беа вработени во државни институции, секако согласно квалификациите, образованието и капацитетите. Не беше некој вработен, пример, да не карикирам сега со институции со еден факултет, па во друг или без факултет, значи секој согласно квалификации. Потоа таа активна мерка на владата прекина. Не знам од кои причини,
Јас апелирам и верувам дека ќе продолжи ова, затоа што е навистина потребна. Потребна е затоа што инвестираме ние во образованието и така натаму, но ние немаме кој да не подбутне. Немаме ние родители позади себе кои што би ни помогнале во овој процес на вработување. И другиве млади, јас еве сега сум вработена и така натаму, но има многу што не се вработени, не мора да значи сите да се вработат во државни институции, но оние кои што се соодветни, имаат капацитет, зошто да не им се даде шанса? Веќе има такви кои завршиле и чекаат вработување. Има и барат активно и привремено работат по кафичи, работат тоа што ќе најдат, нели, тоа што има многу пример со факултет економски дзидар работи или не е само проблемот со децата без родители, многу млади го имаат тој проблем во државава, но децата без родители немаат кај да останат, каде да поседат додека најдат вработување. Значи е малце алармантно во Добро, кога ќе станат полнолетни и сакаат да продолжат да студираат, кој им помага? Дали се уште под покровителство на СОС детското село или веќе се препуштени самите на себе си? Програмиве на детско село се поинакви. Јас кога бев во детското село или 11 октомври, како е денес. Денеска, пример, кога беа овие вработувања од 2013 па наваму додека не се прекина. Во исто време, исто така се донесе и еден позитивен закон, на некој начин позитивна дискриминација, лице со статус дете без родители, кое што студира на високообразовна институција, да добива месечен надоместок со кој што ќе може да си ги покрие студиите, да има основни трошоци за живот, како стипендија. Потоа се стави една возрастна рамка, но тој закон беше донесен многу касно, со задоцнување. Браво, ја поздравуваме одлуката се донесено, беше малце задоцнет, веќе имавме лица кои што имаат по 35-6 години, 40, немале финансиски средства за да запишат факултет. Јас пример добив стипендија, ама не биле сите со најдобри резултати, да речеме, или да се најде некој што ќе те стипендира. На 35 години запиша, се донесе во меѓувреме закон дека до 26 години може да се зима таа стипендија. И сега некој запишал на 35, 32 година се носи закон на 26, дека до 26 може да се користи, на сред студии им се беше прекинато образованието. И тоа е ретроактивно важење на закон, не може да е, ако е неповолно за граѓанинот. Тоа е во Уставот на Република Македонија, не е нешто што јас го тврдам или го измислувам, не може ретроактивно важење на закон. И тука ангажиравме адвокат, се уште е на суд, на судски процес, но не знам. Не е завршено. Не е завршено. А како до собствен дом? Тоа некако изгледа уште подалечно. Дали ти имаш собствен дом? Тоа е веќе утописко прашање, да речам. До собствен дом е многу тешко да се дојде, имајќи ги предвид нашите примања, било да е приватно, државно, како и да работиш, е многу тешко. Јас немам собствен дом. Едноставно не можам да си дозволам, ниту моите тројца браќа немаат собствен дом, подстанари се и многу други. Тешко е. Ниту државата размислува за тоа. Имаше мерки као државни станови кои што се даваа на користење, но и тука треба, бидејќи не живее во државава, нели, неколку години бев надвор од работа. И сега треба да видам убаво да го разгледам законодавството, но мислам дека е сменето и тие што беа као државни станови за деца без родители, социјални станови. Сега е сменет и тука законот, не знам колку е издржано и тоа што е поново. Мислам дека им е дадено шанса дали да ги откупат на одредено време, па ако не ги откупат, други доаѓаат подстанари, треба да се разгледа. Но ова се има решение, ова може многу лесно да се реши и да не бидат како што беа, мислам, убаво е, се имаше во Ѓорче згради, во Бутел и по другиве градови, но сите тие пак на едно купче, на некој начин, за неубав збор е гетоизирање, не сакам да го користам, но пак сите на едно место се враќаат. Значи треба луѓето да се социјализираат, да се интегрират со сите останати, да може тоа примерот што градат нови весела се гради на секој чекор.
што градат нови згради, ослободи ги од комунали, пример за неколку стана за ово, па да се направи, па дај го на користење, после одредено време на рати некако да се исплаќа, ама без да се плаќаат енормни суми во банка за камата на кредити. Може това да се најде решение. Јас имам многу идеи, ако некој е волен да ги слуша, сум многу има отворена да ги споделам. Има и примери, верувам, во другите земји, дали соработувате со други домови, со други такви, каде што е тоа веќе решено, веројатно може да се искористи. Па тешко е на секаде, не можам да кажам дека секаде е решено. Австрија е многу добар пример, има држави, Скандинавија, исто така скандинавските држави, но има други држави кои што сме на некое исто ниво, се зависи од волјата на носителите на одлуки, колку тие имаат волја да слушаат и интерес, а решение има. Како си прифатена во средината каде што работиш и надвор од неа? Дали имаш некое непријатно и некое многу пријатно искуство вака? Што може да ти дојде на памет? Да, Сања, мислите како лице со статус дете без родители, така и како сум прифатена во околината. Јас во животов имам инвестирано во, да речам, најмногу имам инвестирано во пријателства. За мене пријателството е нешто свето, го негувам, ги почитувам моите пријатели, инвестирам во пријателство и добивам за возврат. Значи, пријатели имам, колегите на работа ми се колеги, а пријатели си имам на страна. На работа исто сме кај нас е сега специфична работата, знаете, во дипломатија. Поспецифично е да се биде во таа средина, каде што си имаш кодекс на однесување и се не може и да сака некој не може да не се однесува прописно и според кодексот на однесување, така да можам да кажам дека сум прифатена, како и колегите што се прифатени од мене. Надвор одлично во средината и во Македонија и во странство. Јас сум човек што многу сака да патувам, многу сакам да откривам нови култури, нови држави, секоја слободна прилика која што ја имам, слободно време и финанси, јас патувам. Па добро, и професијата е добро избрана во овој случај. Има уште многу теми, но ти благодарам, Силвана, за разговорот. А вие слушајте, наследете го подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube и Apple. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои сакате да ги слушате, а ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи. Со вас беа Сања Васич и продуцентот Дејан Балаловски. До слушање.